Добар ден, и јас би сакал да се заблагодарам на менеджментот на компанијата за нивното гостопримство, како што веќе беше напоменато и во говорот на премиерот. Многу е важно, особено во Кочанскиот регион, да имаме вакви што повеќе успешни компании. Токму затоа владините мерки кои што се преточуваат главно преку Министерството за земјоделство и платежната агенција се фокусирани и према поддршка према оризопроизводителите, меѓутоа и поддршка за компаниите, како што беше напоменато во говорот на собственикот, во делот на дополнителна финансиска поддршка, во делот на амбалажата, со цел да го поттикнеме рентабилноста на извозот и оризопроизводството за државата да не биде една силна извозна гранка. Во последниот период, односно февруари навака, се реализираа неколку важни финансиски поддршка кои што ги тангираат оризопроизводителите. Најпрвен исплатени беа субвенциите за сите пољоделски култури, вклучително и оризот, каде што као корисници се јавуваат над 2300 земјоделци. Дополнително со вчерашната исплата се исплатија дополнителните 3 денари за предадена оризова арпа за периодот од 16 декември 2021 година до 30 јуни 2022 година, со што практично се заокружи финансиската поддршка која што беше ветена уште во 2021 година, а која што беше зацртана преку програмите ковид програмата и програмата за финансиска поддршка, главно поради нарушувањата на пазарот кои што се случија поради здравствената ковид пандемија. Со пакетот кој што вчера беше реализиран, вкупната финансиска поддршка изнесува над 90 милиони денари, значи 30 милиони денари или 500.000 евра кои што ги напомена премиерот, меѓутоа и претходната исплата која што се случи на крај на 2021 година од 60 милиони денари или 1 милион евра, со што буквално со 1,5 милиони евра дополнително интервениравме за да дојдеме до некоја соодветна цена на оризовата арпа. Мене ми е драго што податоците кои што ги добиваме деновиве во делот на откупните цени на оризовата арпа се движат од 36 до 38 денари, која што е завидна цена, секогаш можеме подобро, меѓутоа сметам дека на општо задоволство и на земјоделците и на институциите, меѓутоа и на откупните компании има една синергија во носење на политиките, во носење на мерките, кои што на крај секогаш гарантира успех. Благодарам.